Знам за еден град, зове се Благоевград. Знам за едно име, ал га не споминjem. То Цецо! Светлана Ражнатовиќ, Моминско Величковиќ, оваа недела ги засени дури и локалните избори. Одиме, ред Цеца, ред избори. Ке миксаме 5 минути. Знам за еден град. Светлана и жито раѓа во срце не гаѓа. Ова од српската мајка не го очекувавме. За жал, српската мајка стана бугарска, из Благоевграда. Среде Македонија Цеца го развиори бугарското знаме. А што го развиори? Туку и се нагрна. Пуста Цеца, како да не беше свесна што направи и што значи во Велес да развиориш бугарско знаме на држава која не ни признава ни јазик, ни народ, ни историја. Не знам дали Цеца е глупа или наивна, тоа му доаѓа исто. Ова за споредба е исто како среде Израел да развиори палестинско или еве поблизок пример во Хрватска српско. Со задоволство прифаќам секакво знаме од мојата публика. Тоа е мојот народ, моја публика, рече Цеца во реакцијата. Аха, важи. Дали ако ти дадат знаме на Косово или Албанија, ќе се нагрнеш и со нив. И таму имаш публика. Сега се повеќе ги разбирам хрватите кои забранија влез на оваа певаљка со бурно минато. Цеца за Халовин во Велес се преправи во бугарка. Таа има повеќе лица. Ете таа со задоволство имаше прифатено да им биде алиби на водачите на земунскиот клан за атентатот на српскиот премиер Зоран Џинџич. Затоа полежа малку и во затвор, а и за трансферите што ги правела во клубот на нејзиниот сопруг Аркан. Мислам дека Цеца заврши со пеењето во Македонија. Туку, знаејќи го менталитетот на македонците и краткото памтење, нема да се изненадам ако за неколку месеци направи концерт во Борис Трајковски, а картите по цена од 3000 денари да се распродадат веднаш. Еве, за Светле да ни се извини, може наградите да истетовира никогаш Северна, само Македонија. Само така може да ја простиме. Нешто е многу нервозна. Ja sam dala izjavu, u toj izjavi nema ničega skrivenog i uopšte neću da dužim temu jer niste me ispoštovali koliko sam puta ja vas ispoštovala. Кичево е македонски град, македонски град. Луѓе, дали сте свесни што се случи на овие избори, дека по 21 година македонец ќе биде на чело на Кичево? Четврт век таму владееше Дуј, а знаеме тие колку се демократиот и не ги делат граѓаните по етничка линија. Не дај Боже. Еве Дехари тоа го докажа. Во кабинетот уште му виси знамето на УЧК. Прекрасно. Тито го имаше десантот на Дрвар, а Кичево го имаше чартер десантот на Дуј. Полни авиони од Швицарска, Немачка и Австрија дојдоа во Кичево да го поддржат Дехари. И веднаш си замина, а на кичевчани требаше да им го остават Дехари. И ова не им помогна. Сакаа референдум, добија референдум. Не само во Кичево, туку и во Тетово, Струга, Чај. Она што е за пофалба, што во Кичево за прв пат се обединија македонците и албанците, без разлика која партија ја поддржуваат. Можеме само да замислиме што ќе се случеше ако против кандидат на Дехари беше кадар на СДСМ. Сигурно Заев и неговите ќе бараат да се гласа за Дуј во името на меѓуетничките односи. Се разбира. Туку Бучковски е нешто тиво. Тука ли е? Бучко, граѓаните ти ја покажаа вистинската територијална поделба. Ако некој досега имаше дилеми дали шарената револуција беше граѓанска иницијатива или пак средство на власт да дојде Заев и да го смени името на Македонија, ова го разјасни Бојан Јовановски. Популарниот Боки 13 вели дека сам се упецал во мрежата на Заев и оти тој дошол на власт поради шарените. Позади таа шарена револуција се криеше една цела политичка агенда која што на крајот резултираше со погубни политики за цела држава. Дали сте изненадени? Мене веќе ништо не може да ме изненади. Ке се изненадам само ако Заев заврши онаму каде што беше Боки, барем на 5 минути.